Тешка сообраќајна несреќа се случи кај Крупиште кога директно се судрија камиони возило на итната медицинска помош, која превезувало корона позитивен пациент откочени на инфективното оделение во Штип. Очевидец на настанот, кој самиот е возач на возило на итна помош за телевизија Стар, објаснува како се случила сообраќајката. Не му пропушта предност и му го сече целиот пат на лева страна на смер на Кајкочени, а со пуштени ротации колегата треба да носи пациент за Штип или за Скопје. Значи му сече пато на болничко возило. Во сообраќајката се повредени пациентот, медицинската сестра и возачот на брзата помош. Него од заглавеното возило го спасуваа штипските пожарникари. На лице место, кога пристигнаме, имаше едно заглавено лице, поточно шоферот на брза помош и со употреба на хидравлични клешти беше отстрането свиениот дел на вратата и го излековме повреденото лице надвор од возилото. Тројцата повредени се пренесени во клиничката болница во Штип и кај нив повреди од животозагрозувачки карактер не се констатирани. Последната сообраќајна несреќа на виделење ги изнесе проблемите во сообраќајот со кои се соочуваат возачите на возилата за итни интервенции. Значи ние по патиштата од несовесни возачи, од тие што не пропуштат болнички коли, од такви што возат по 150, по 160 км на саат, без да почитуваат ротации, што сечат патна, ќе не закопат и ќе умреме по патиштата само ради нив. Значи не е прва сообраќајка на возачите од хитна помош, зборам у име на возачите на цела Македонија. Увид на местото на несреќата направи екипа на секторот за внатрешни работи Штип и јавното обвинителство. И тие треба да ги утврдат вистинските причини за сообраќајката. Малку подоцна кај Кочанско уларци и Карамбол се судриле 3 возила. Има повредени, причината е голема материјална штета, но за среќа загинати нема. До завршувањето на увидот, сообраќајот се пренасочува по локалните селски патишта.